Дел од опозицијските советници ја напуштија првата седница на Делчевскиот совет. Тие се налутија бидејќи не добиле места за нивни представници на управните одбори на училиштата и на јавното комунално предпријатие Брегалница. Во исто време се ставаат 8 членови на училишни или управни или надзорни одбори, во кој ниту еден не е ослободен за опозицијата. Значи, целта ни е да имаме отчетност и увид во работата на сите управни одбори, а не да немаме никаков пристап до информациите. На претходна координација ни кажаа дека може да ни дадат само еден член во управен одбор на ЈПКД Брегалница. По расправата на точките за управните одбори тие се вратија на седницата, но овој потек на опозицијата за мнозинството е несериозен и неконструктивен. Со такво однесување, значи не се штитат интересите на граѓаните на општина Делчево, без истите да дадат конкретен предлог, бидејќи членови на управни и надзорни одбори, согласно Законот за јавни предпријатија на Република Македонија, треба да исполнуваат конкретни критериуми. Дали во недостиг на кадри за овие позиции или од не знам кои други причини, советничката група, делот советничката група на ВМРО ДПМН ја напушти седницата. Пред напуштањето на седницата, советниците од ВМРО ДПМН и коалицијата бараа да се зголемат за 1000 денари сите стипендии кои општината ги дава на одличните ученици и студентите. Една од причините за напуштање на седницата на Советот на општина Делчево беше неприфаќањето на нашиот предлог на сите корисници на стипендии во учебната 2017-2018 година да бидат зголемени за 1000 денари. Ниту еден наш предлог не помина, иако тоа е во интерес на сите граѓани на општина Делчево. Општина Делчево 10 години доделува 24 стипендии на ученици и на студенти, а годинава за прв пат има зголемување кај стипендиите за талентираните средношколци, потенцира од општина Делчево. Износот на стипендијата за ученици во СОУМ Брицо, што ви е сега на предлог на разгледување, воопшто не е скратен. Значи 1000 денари е било и претходните години. Додека во наредната одлука ќе видите дека се разликува од износот се разликува 1000 денари и на 1500, значи тоа е за ученици кои што постигнале особено висок успех во учењето. За градоначалникот Трајковски предлогот на опозицијата е политиканство и популизам. Мислам дека е соодветна сума која што општина Делчево после ситнишката политика на ВМРО ДПМН во последните 8 години на локално ниво може да се ја дозволи за да ги испрати овие стипендии на учениците, за да ја на некој начин консолидира општината и од наредната година да водиме сметка, значи и финансиски да бидат поддржани нашите ученици со поголеми суми. На првата седница на Советот беа формирани општинските комисии, а едногласно беше усвоена одлуката за изградба на улицата Орце Николов во населбата Шумски расадник во должина од 592 метри. Средствата во висина од 4,8 милиони денари ќе бидат обезбедени од буџетот на општината за 2018.